Исклучително важниот историски споменик од НОП и препознатив бренд на градот под Марковите кули, но и на Македонија, могилата на непобедените, по повеќе годишна запоставеност конечно започна да се санира. По проект на Националната установа Завод и музеј, а изработен благодарение на упорното барање на Општинската организација на Сојузот на борци, Министерството за култура годинава конечно одвоило средства за овој споменичен комплекс, а кој датира од 1961 година, да си го врати стариот сјај. Патеката и елејата е обновена во целост. Сменети се на плочите на бистите кои беа оштетени и искршени. Со техника на пескарење ние успеавме да го вратиме стариот лик на аурите во криптата, каде што се имината на паднатите борци од Прилеп, а сите скршени, оштетени и чкртани плочи се сменети. И амфитеатарот е целосно реновиран, така да може да послужи за сите активности во градов. За наредната година, пак кога ќе се одбележуваат и 80 години од ослободувањето од фашистите, предвидено било алејата на народните херои, покрај веќе постоечките 10, да биде надополнета со уште 5 бисти на прилепски народни херои кои ја преживеале војната, но по ослободувањето извршувале важни државни функции. Тоа се Верацева, потоа Крста Црвенковски, потоа Бурко Темелковски Лилјако, Ѓоре Дамески боксерот и Атанас Забазновски руски. Те се 5 народни херои кои што, како што напоменав, извршувале значени функции и во Федерацијата и во Републиката. Инаку споменичните обележја во Паркот на Револуцијата често се мета на вандализам. Во Прилеп и Прилепско има над 160 важни државни спомен обележја. Добар дел од нив плачат за поголема грижа од надлежните.